На површина од 174 километри квадратни сместени се 17 населени места во општина Јегуновце. 6 се во вратничкиот регион и се планински населби, а останатите се рамничарски. На најголема надморска висина е Старосело, а на најниска кота е Туденце. Секое село со своји специфики. Потребите на граѓаните се координирани од општинскиот центар сместен во населеното место Јегуновце. Од таму ни доаѓа денеска градоначалникот на општината Тони Коцески. Добре дојдовте во разговори на телевизија Ултра. Добре, најдој ви благодарам на поканата. Господин Коцески, вие сте градоначалник, па би рекла со најдолг стаж, можеби и во Република Македонија. Што затекнавте на почетокот, каква е сликата на општина Јегуновце денес? Па како што рековте, јас сум градоначалник со најдолг стаж во Република Македонија и градоначалник бев и пред процесот на децентрализација и после процесот на децентрализација и после спојувањето на поранешните општини Вратница и Јегуновце. Во тоа време мислам дека општините има многу малку ингеренции и затекнав големи проблеми во сите области. Меѓутоа, процесот на децентрализација овозможи поголема слобода на општините и успеавме, значи, пред се со стручна и домачинска работа, големите проблеми шекор по шекор да ги решаваме со секој нов мандат од 2005 па до сега. Иако во 2005 затекнав и голем финансиски долг во општината, иако средствата од Министерството за образование при процесот на фискална децентрализација кога училиштата ги преземавме под наши ингеренции, долговите беа големи, сепак во 2017 година можам да кажам дека општина Јегуновце е една од ретките општини кои нема ниту еден денар долг кон некој према ниту еден изведувач или физичко или правно лице. И што е многу битно за мене, ние сме можеби единствена општина во Република Македонија што воопшто немаме земено кредит или кредитна линија од Министерството за финансии или од други меѓународни институции. Значи сме работеле со проекти, со можност да обезбедиме финансиски средства од други институции на власт, се со цел да овозможиме поквалитетен живот на нашите граѓани со проектите што сме ги изведували. Како би ја оцениле работата во овие изминати 4 години од последниот ваш мандат како градоначалник на општина Јегуновце? Морам да кажам дека е многу полесно човек да добие за прв пат мандат, бидејќи може да ветува било што за изборите, без при тоа да има некоја хипотека дали тоа може да го оствари и да го исполни. Така да во 2013 година излегов со програма Реална, која беа уфатени многу проекти во сите населени места и со гордост можам да кажам дека 100% е исполнета целосно програмата што беше ветена од моја страна во 2013 година, освен проектот за спортска сала кој очекувам оваа година да исто така да биде дел од владината програма. Меѓутоа изработивме и многу проекти што воопшто не беа ветени во програмата во 2013 година, меѓутоа произлегува од потребите и барањата на нашите сограѓани, така да ние се водилка ни беа нашите сограѓани, кај што имаше проблеми, таму работевме на проектна документација, успеавме да обезбедиме финансиски средства и мислам дека граѓаните се реперот да кажат колку е таа програма остварена, бидејќи како што нагласив, многу е полесно да ветиш се и се што, многу е потешко кога ќе дојде тоа да се реализира, а ако се реализира во една реална програма, тоа граѓаните го ценат и јас сум им благодарен што веќе 16 години сум градоначалник на оваа општина. Би започнала со образлагање на оние проекти кои ги реализирате и би стартувале во овие разговори со инфраструктурата.
сообраќајната инфраструктура и поврзаноста на овие 17 населени места во општина Јегуновце, како течат работите? Дали сите села се успешно поврзани со современи патишта? Ние работевме на патната инфраструктура повеќе години и секоја година патната инфраструктура треба да се обновува. Меѓутоа, ингеренциите околу патната инфраструктура се поделени помеѓу Агенцијата за државни патишта и локалната самоуправа, така да регионалните патишта се целосно во надлежност на Агенцијата за државни патишта и се под ингеренција нивна и на Македонија пат, значи и за изградба, и за одржување, и за зимско чистење, додека ингеренциите на локалната власт се на локалните патишта и улици, и ние во овој временски период од 4 години успеавме да изработиме многу проекти и да асфалтираме многу патишта. Би набројал само неколку. Значи, асфалтиравме целосно пристапниот пат до населено место Ратае, средства преку Светска банка. Асфалтиравме нов локален пат во Копанце, исто така преку средства од Агенцијата за финансиска подршка во земјоделието и руралниот развој. Поплашивме пат, односно изградивме нов пат до манастирот Свети Ѓорѓија во село Туденце, што е еден културна реткост на ниво на Република Македонија, манастир кој темелите датираат уште во далечниот 5 и 6 век, и тоа ќе биде нова туристичка атракција во нашата општина. Имаме изработено многу локални улици во сите населени места. Значи, нема населено место од општина Јегуновце што не е изработен нова улица или нов пат, и со гордост можам да кажам дека после овој мандат не може да се најде неасфалтирана или непоплашена улица во нашата општина во ниту едно населено место. Ни остануваат обезбедени средства и завршена јавна набавка за патот од Подбреđе до Ротинце во должина од 4,3 км и локалниот пат од регионалниот пат Тетово Јажинце до село Рогачево. Исто така е завршена јавната набавка, значи очекуваме пролетва и во должина од 1,4 км овој последниот пат, и со тоа мислам дека целосно ќе имаме покриеност на локалната патна инфраструктура. Се разбира, може би постојат некои мали сокаци кои треба да се доработуваат, и сепак патиштата се инфраструктурни објекти кои редовно треба да се обновуваат, да се одржуваат, да има крпење на ударни дупки и така натаму. Меѓутоа, поврзаноста во сите 17 населени места е на завидно ниво во овој мандат. Во инфраструктурата влегува и водоснабдувањето и канализационата мрежа. Како се однесува општината во оваа насока? Каква е состојбата со водоснабдувањето на населените места? Водоснабдувањето е една од најбитните работи и врвен приоритет и за мене и за општина Јегуновце во овој временски период. Знаете дека општината, посебно поголемиот дел е рамничарски дел, каде што нема сопствени извори и многу е тешко да се направи квалитетна водоводна инфраструктура и на примарна и на секундарна мрежа. Во овој временски период ние успеавме секое населено место од нашата општина да има организирано снабдување со вода за пиење. Со здрава, чиста и квалитетна вода за пиење. Во минатите години го изработивме регионалниот водоснабдителен систем за 17 населени места, значи од Јегуновце до Ратае, за 11, се извинувам, не за 17, за 11 населени места во рамничарскиот дел, и имавме примарна мрежа изградено некаде околу 20 километри. Ако во тоа се надоврза и секундарната мрежа која редовно ја работиме во секое населено место, тогаш доаѓаме до една цифра каде што сме изработили некаде 100 километри водоводна мрежа, што е сепак да се изоди е многу, а да се изработи, почнувајќи од проекти до реализирани средства, сепак е една завиден инфраструктурен капитален проект. И во овој временски период видовме дека дел од тој водоснабдителен систем, значи бидејќи во Јегуновце ни се бунарите има некаде над 40 литри во секунда, не можеше да ги задоволи целосно населените места.
Посебно проблемот беше со Шемшо, со Жилче, кои се повисоки и каде што требаше поголема количина на вода. Во населеното место Жилче изработивме нов бунар, нов водоснабдителен систем и примарна и дел од секундарната мрежа и така да имаме заокружено еден цел комплекс за секое населено место, вклучувајќи го и селото Горно Орашје, каде што изработивме исто така минатата година нов водоснабдителен систем и со овие проекти ја заокруживме целосно водоснабдувањето во нашата општина. Иако морам да кажам, во летниот временски период треба да поработиме на дисциплината на трошењето на водата за пиење. Тука би апелирал и до своите сограѓани, бидејќи сепак има и диви приклучоци. Ние работиме за вода за пиење и за основните потреби. Меѓутоа, ако таа се користи и за наводнување, тогаш навистина имаме проблеми и цела река Вардар да ја насочиме во водоснабдителниот систем, повторно ќе има проблеми. Значи, сепак се тие ограничени цевки кои треба да овозможат квалитетно водоснабдување и во наредниот период треба да се работи на таа проблематика, на свеста на нашите граѓани, бидејќи многу е битно секој граѓанин да има квалитетна вода за пиење. Не тие што се на пониските реони да имаат, останатите да немаат, а тоа може да се направи само со една координираност помеѓу себе и пред се со личната совест на секој наш граѓанин. Од каде користат вода за наводнување на нивите жителите? Жителите користат од постоечките реки, значи во зависност од кој атар од кое населено место и од сопствени бунари. Меѓутоа, за жал, некои наши сограѓани користат и од водоснабдителниот систем, посебно во блискост во дворовите, кај што имаат бавче и така натаму, и создаваат проблеми на останатите наши граѓани и некојаш имаме реакција за да имаме целосна покриеност на водоснабдувањето во секој наш дом. Во оваа насока само уште едно прашање, каква ни е моментната состојба во населените места, има ли проблеми со изливање на Вардар и иако имаше најави деновиве, меѓутоа не се стигна до таква некоја критична состојба? Проблемот со поплавите во нашата општина е долгогодишен и треба системски да се решава. Значи, владата и минатата година одвои 100 милиони денари за регулација на речното корито на река Вардар. Меѓутоа, околу проектната документација и околу јавните набавки ја закочија работата и треба да се префрлат во 2017 во буџетот. И тој процес треба да продолжи, бидејќи тоа е трајно решение за проблемот со поплавите во нашата општина. Од едноставна причина, речното корито на река Вардар, кога ќе најдојдат водите, кога хидроцентралите во Маврово ќе работат со полн капацитет и кога подземните води се исто така излеани односно подземните води се на површината на земјата, доаѓа некаде до над 60 до 65 метри кубни вода, што реката Вардар, коритото треба да ја прифати и на некои делници тоа не е возможно без регулација. И знаејќи дека само мавровските хидроцентрали работат со некаде капацитет од 30 до 35 метри кубни во секунда и тука се создава проблем топењето на снеговите, новите дождови, притоките на реката Вардар, што бидејќи Јагуновци е најниска точка и тоа може да се реши во наредниот период само со регулација на речното корито на река Вардар. Јас сум благодарен што владата еве после долго наше инсистирање, иако не е наша ингеренција како општина, се нафатија овој проект да биде и владин проект и да го решаваат заедно со нас за решавање на овој долгогодишен проблем. Би преминали сега на тема образование. Секое село во општината има и своја училишна зграда. Има ли доволно деца во училиштата или може да се случи да се добие технолошки вишок меѓу вработените во наставниот кадар? Интересно прашање кое е добро за анализа. Значи, ние се трудиме како општина
инфраструктурните објекти, односно училиштата, да бидат на едно повисоко ниво и нашите дечиња да имаат квалитетни услови за одвивање на наставата. И тоа мислам дека успешно го работиме, бидејќи нема училиште што не е или реконструирано, или адаптирано, или сменето нова фасада, или кровна конструкција, парно грејење, или изградба на нови училишта. Значи, во секој населено место имаме добри услови за одвивање на настава. Што се однесува до бројот на деца, мислам дека се држи една константа и ние не сме ништо различни од другите општини во Република Македонија. Тоа е тренд кој треба да се решава на едно поглобално ниво. Меѓутоа, како општина се трудиме да наставниот кадар го зашуваме. За нас е многу битно, и еве јас сум веќе 16 години градоначалник, ниту еден наставник од општина Јагуновце не е прогласен за технолошки вишок. Може би имало варирање на бројот на ученици, меѓутоа секогаш сме се обедувале да имаме повеќе наставници, бидејќи бројот на дечиња не зависи од нас, меѓутоа бројот на наставници зависи од нас. Не е че имаме многу лошо образование ако ни еден учител ги учи децата од прво до пето одделение, или со тоа, иако може би законите тоа го налагаат, сепак се трудиме во рамките на нашите можности да обезбедиме поквалитетно образование и мислам тоа дека е интерес и на децата, и на родителите, и пред се и на наставниците. Сепак и тука е едни животни судбини кои не е лесно да се прогласи технолошки вишок било кој наставник. Кога зборуваме за децата, неодминливо прашање е и згрижувањето во предучилишните установи. Со Законот за локална самоуправа, со децентрализацијата, овие предучилишни години за децата се во ваша надлежност. Имате една градинка во Јегуновце, која и натаму е во ингеренција на Тетовската детска установа Младост. Меѓутоа, најавивте дека планирате отварање и на нови објекти. Каква е моментно состојбата во објектот на градинката во Јегуновце и каде очекувате да отворите нови објекти? Во минатите години имаше големи барања од граѓаните на општина Јегуновце, пред се од родителите кои имаат мали деца, кои се вработени, да се изгради нова градинка, бидејќи постоечката не ги задоволуваше основните потреби за згрижување на деца од предучилишна возраст. Заедно со Министерството за труд и социјална политика најдовме заеднички јазик и со заеднички финансиски средства успеавме да изградиме нова градинка во Јегуновце, која има капацитет за околу 40 дечиња, односно за две групи. Во моментот таму има 20 и неколку дечиња и се уште под ингеренција на градинката Младост во Тетово, од причини што сепак постоја одредени законски норми кои мораше да ги испочитуваме, пред се обезбедување на кадар, регистрација на нова градинка и сето тоа не можевме да го продолжиме додека беа распишани парламентарните избори за 11 декември, бидејќи тоа е законска обврска која добивме и допис и од владата и од антикорупцијска комисија, а исто така не може и сега да продолжиме до формирање на нова влада. Значи се уште тие рокови течат, а се сомневам дека ќе успееме тоа да го направиме и пролетва, од причини што можеби набрзо треба да се распишат и локалните избори. И тие постапки повторно исто ќе важат за нас. Така да и ќе почнат работата. Да, за мене е битно што нашата работа сме си ја завршили. Значи дали тоа ќе биде после изборите или дали ние овозможивме, значи еден репрезентативен објект да биде привремен дом или дом во одреден временски период за нашите дечиња и нивните родители да не се грижат дека нема добри услови, каде ќе бидат згрижени и тоа ни беше водилка, значи работевме за да создадеме услови. А овој дел сепак ќе остане, малку ќе се пролонгира и тоа треба да им покажеме, им го кажуваме јавно на нашите сограѓани, сепак треба да бидат информирани
транспарентно зошто тоа не го правиме, значи не е од некои причини, него имаме одредени законски пречки кои во моментот може да го направиме и нема тука да сопреме. Значи ние планираме и понатаму да градиме нови градинки. Во разговори со Министерството за труд и социјална политика, ние веќе сме спремни објект што го имаме изградено 2012 година заедно со средства од Кралството Норвешка, да го преадаптираме во нова градинка, бидејќи се работи за нов објект, исто така репрезентативен, кој ги задоволува сите норми и услови за да биде градинка. Во Прелюбиште. И очекуваме, значи, Министерството исто така во оваа година да распише јавна набавка за обезбедување на нова опрема за овој локалитет и понатаму и овој објект да биде нова градинка, односно да биде во склоп на градинката во Јагуновци, каде што исто така ќе има капацитет за 40 дешиња и мислам дека со тоа ќе се покријат најосновните потреби за нашите сограѓани за згрижување на деца од предучилишна возраст. Во овој блок само уште едно прашање околу здравството и амбулантите во општината. Има ли доволно здравствени домови, ординации, амбуланти за потребите на жителите? Како што знаете, примарното здравство е целосно во ингеренција на Министерството за здравство. Тука се матичните доктори и поликлиниките и територијално се покриени. Меѓутоа, секогаш би било добро да има порепрезентативен објект кој ќе биде и понапреден, да биде дел и од секундарното здравство и може би е добро да се размислува на таа тема и во наредниот период, бидејќи и тоа е многу битно, бидејќи се работи за рурална општина која е пооддалечена од градот Тетово. На почетокот од разговорот споменав дека дел од населените места се планински. Се работи за 6 населени места и некако тоа е дел од подпланински села, тука е Љуботен. Колку сето ова овозможува развој на планинскиот туризам и поттик за развој на селскиот? Општина Јагуновци навистина има изворедни предиспозиции за развој на селско-планинскиот туризам. И тоа е тренд што насекаде во Европа веќе се користи, посебно што и од ИПАРД фондовите има многу, се одвојуваат големи средства за искористеност на вакви капацитети. Општина Јагуновци го има врвот Љуботен, ја има планината Шара, што е надалеку познат врвот и планинарскиот дом. Значи, тоа е се во собственост на планинарското друштво Љуботен, веќе го адаптираат, односно му прават реконструкција. Голем дел на планински стази се веќе обележани и планинарите имаат можност да го користат овој природен, би рекол, бенефит. Исто така изградени се и нови туристички капацитети во близина на планинарскиот дом. Има нов туристички капацитет, Вила Љуботен. Изградени се неколку викендици во местноста Корита, кои се надевам и понатаму тие ќе бидат, ќе продолжат со изградба на викенд населба, да биде еден вид на викенд населба. Посебно сум задоволен со туристичкото место Петошко водище во Беловиште, каде што од цела Македонија доаѓаат граѓани, посебно во летниот период. Меѓутоа треба да се работи на освен што на туристичката дејност, освен што ќе бидат угостителски објекти, да има и објекти за престој, посебен стимул за нас како општини, а и за нашите сограѓани може да биде програмата што владата ја најави, каде што ќе се даваат одредени финансиски средства за адаптирање на стари куќи кои би биле во функција на селско-планинскиот туризам и тука мислам дека поголем дел наши сограѓани ќе го видат својот интерес и можеби ќе се определат оваа дејност да им биде и примарна дејност, не само секундарна.
Ете, го споменавме туризмот како една од гранките која што може би ќе донесе повеќе средства во општинската каса. Меѓутоа, колку производните капацитети во овој момент обезбедуваат стабилност на населението и задржување на жителите во оваа средина? Секоја рурална средина се соочува со проблем како да ги задржи своите сограѓани, посебно да се спреши миграцијата село-град. Бидејќи некогаш младите не само од потреба и од радозналост и од подобар живот и од повеќе можности сакаат да дојдат во градските средини и тоа е проблем на било која рурална општина во Република Македонија. Ние се трудиме, значи, да овозможиме колку повеќе услови, односно повеќе капацитети, или да ги помагаме постоечките капацитети, граѓаните да останат во нашата општина. И анализите кажуваат дека немаме голема иселеност, односно голема миграција село-град или во европските држави или во Соединетите Американски држави. Сепак тој тренд е можеби индивидуален, меѓутоа голема помош за домаќинствата во општина Јагуновце е субвенциите што се даваат во земјоделството, во сточарството и таа помош како секундарен додаток на еден семеен буџет многу помага нашите сограѓани да се задржат во своите населени места или во своите домови. Меѓутоа, сепак е многу битно да имаат и работа во производствен капацитет, или државна работа, или општинска, каде што би ја остварувале својата екзистенција и тие капацитети треба да се подржат. Се разбира, можеби ќе ме прашате понатаму и за Југохром. Југохром е металуршки комбинат кој највеќе вдомува наши сограѓани, иако моменталните 700 и неколку вработени таму, можеби половината се и од другите општини, од Теарце, од Тетово. Сепак тој е капацитет кој треба да продолжи со работа и ја апелирам неколку пати до менаџерскиот тим да го постави тој систем за отпрашување, за да може непречено да работи, да овозможува нови содржини во таа фабрика, бидејќи таа фабрика има своја историја и Јагуновце на времето било познато и сега се препознава преку тој комбинат и ние како општина сите наши напори ќе ги вложиме да помогнеме на овој стопански капацитет и се надевам владата дека ќе има разбирање за да може и вработените да бидат згрижени, односно да се вратат на работа, меѓутоа да имаме и здрава и чиста животна средина и тука можеби интересите се испреплетуваат, меѓутоа со добра работа, со инвестициона содржина од менаџерскиот тим може да се дојде до брзо и квалитетно решение за овој комбинат. Дали неработењето на Југохром веќе 3,5 месеци создава економски, но и социјални проблеми на функционирањето на општината? На функционирањето на општината не создава. Меѓутоа создава проблеми за семејните буџети на бараат ли од вас помош Значи, вработените? секој кога ќе остане без работа, бара помош. Сепак, мислам дека менаџерскиот тим во овој момент не ги отпушти луѓето. Значи, имаат одредена социјална компонента, каде што се уште не е почувствуван тој проблем и се надевам дека ќе има решение за да не дојде до овој проблем, затоа што работниците се уште не се во бирото за вработување, туку се водат како вработени, се разбира, можеби примањата им се намалени, меѓутоа кај сите нас постои нада дека набрзо тој комбинат ќе се рестартира. Малку околу финансирањето, како се финансира општина Јагуновце? Успевате ли да приберете средства од даноци или имате и други извори? Општина Јагуновце се финансира како и сите други општини во Република Македонија, значи тоа не е тајна, значи ние имаме одреден процент што се дава од данокот на додадена вредност, ДДВ-то, кој е
сепак мал, меѓутоа е константен приход на општината. Тука е дел од персоналниот данок, дел од данокот на промет на недвижности, кој исто така не е за занемарување, и како наш изворен приход е данокот на имот, кој успеавме со дисциплина и на администрацијата и на нашите сограѓани да го доведеме некаде во процент, да имаме наплата на данок на имот над 90%. Че граѓаните се навикнаа дека било што да побараат од општината, прво нешто што мора да направат е да ги имаат подмирено доноците, како што е и насекаде во Европа, и со таква една домаќинска и дисциплинирана работа успеавме она што го назначив, односно што го кажав и на почетокот на емисијата, општина Јагуновце да има едно стабилно финансирање, да не продуцираме долгови и да успеваме да одговориме на сите предизвици од процесот на децентрализација кои не се мали. Ние можеби администрацијата од моја страна е ангажирана на повеќе сфери, можеби што не име работа да заеднички да го работиме, бидејќи се работи за мала администрација од 21-22 вработени, за да не правиме трошкови, бидејќи лесно е да се вработи, меѓутоа после треба тие, место да бидеме во функција на нашите сограѓани, треба да работиме за општинската администрација, што секако не е цел и не е интерес на функционирањето, односно на обстојувањето на локалната самоуправа. Колку во сите овие средства учествуваат жителите на Јагуновце кои што се на работа во странство? Дали имате случај на инвестирање или внес на пари од нивна страна? Што се однесува до внес на пари, тоа е индивидуално и познато е дека ние од општина Јагуновце, нашите сограѓани имаат голем број на своји роднини во Соединетите Американски држави, во Европа, и сигурен сум дека тие им помагаат индивидуално, со што помагаат и на општина Јагуновце. Инаку, јас сум имал неколку наврати со наши иселеници од диаспората и секогаш сум ми ги кажувал можностите за инвестирање, меѓутоа морам да кажам дека има слаб интерес, за наш жал, и се надевам дека тоа ќе се промени, иако секогаш се волни, помагаат во инфраструктура, откупуваат имот, помагаат во патишта, во градбина, цркви, манастири и така натаму, што треба да им се заблагодариме, меѓутоа инвестициите треба да дојдат и од нивна страна, со нивно присуство, или со менаџерски тим кои тие ќе го назначат, и во други капацитети кои ќе значат репродуцирање на нови работни места, на можност за развој, а се разбира при тоа и тие да имаат интерес, односно да имаат профит. Господин Коцевски, ви благодарам што бевте дел од емисијата Разговори на телевизија Ултра. Отворивме повеќе прашања. Има простор и знатаму за инвестирање, но се чини дека во овие ваши години на функцијата градоначалник успеавте многу да сработите. Не знам што ќе остане за следниот состав на општинското раководство да работи во општината. Ви благодарам на поканата. Секој раководство и секој нов тим во општината има работа, бидејќи секогаш постои нешто ново што треба да се работи, и се надевам дека Јагуновце и понатаму ќе биде препознатлива како стабилна, успешна и рентабилна општина која се држи до зборот, која работи за своите сограѓани и која и понатаму ќе се труди за секој наш граѓанин општина Јагуновце, нивното населено место, да биде поубаво место за живење од година во година. Уште еднаш ви благодарам што бевте гости во телевизија Ултра. Почитувани, тоа беше Тони Коцевски, градоначалник на општина Јагуновце. Говоревме за развојот и можностите кои што ги нуди оваа општина, не само за жителите од општината, туку и за оние кои што како туристи, како планинари сакаат да поминат дел од своето време во планинските убавини на општината. На почетокот споменав дека со 17 населени места, од кои 6 се планински, оваа општина има и одлични потенцијали за туризмот и планинарењето. Како и да е,
За сега општината успешно функционира и новите проекти кои што ги имаат за оваа 2017 година и натаму ќе бидат во функција на жителите на општина Јегуновце. Благодарам што бевте со нас во изминатите минути.